Освен пензионерите кои веќе неколку години ги користат владините бенефиции за одмор и рекреација во бањите, од оваа летна сезона за прв пат на бесплатен одмор ќе можат да заминат и децата од ранливите категории на семејства. Според евиденцијата на Центарот за социјални работи во Виница, оваа бенефиција им стои на располагање на 100 ученици од 5, 6, 7 и 8 оделение во учебната 2011-2012 година, кои доаѓаат од семејства корисници на социјална постојана парична помош, како и деца корисници на посебен додаток. Потврда за редовен ученик е она што го бара Центарот за социјални работи, а учениците веќе деновиве треба да ја достават. Понатаму, комисија од Министерството за образование ќе го врши изборот на оние кои ќе заминат на летување. Оваа прилика ќе искористам да апелирам до сите евидентирани корисници на наведените права од социјална и детска заштита, што е можно поскоро, односно во текот на денешниот или евентуално утрешниот ден, да дојдат во просториите на Центарот за социјална работа, да поднесат официјално барање и во прилог на барањето корисниците само треба да достават потврда дека нивното дете, односно деца, се запишани како редовни ученици во 5, 6, 7 или 8 оделение. Оние кои нема да ја искористат првата шанса ќе имат и втора шанса да се пријават за бесплатно зимување, бидејќи со целиот проект на владата е предвидено да бидат опфатени околу 3000 деца на ниво на држава. Битно е да се напомене во оваа прилика за категоријата на корисници на посебен додаток, бидејќи се работи за деца кои што имаат одредени здравствени проблеми или пречки во развојот, а редовно ги посетуваат основните училиштва, дека Министерството за труд и социјална политика, односно владата на Република Македонија, овозможува за тие деца, значи само за тие деца, да имаат и придружба, односно еден од родителите или старателот да ја користи оваа услуга со нив. Списоците на корисниците кои ќе ја користат оваа услуга, односно на децата кои ќе ја користат оваа услуга, ќе бидат благовремено истакнати во просториите на надлежните центри за социјална работа и истовремено и на веб страната на Министерството за труд и социјална политика. Услугата за бесплатен одмор и рекреација за деца опфаќа 6 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно и едукативни и забавни активности. Превозот на децата од одреденото место од страна на надлежниот центар до одмаралиштето и обратно